Минатиот пат исто спомнав, она нешто што и овде се гледа кај овие луѓе, нормално тоа се световни луѓе, прашање кој колку и од нив го познава Господа во ред, меѓутоа поентата беше нели исхраната, акцентот беше ставен на тоа. Видовме минатиот пат дека така сме учени, таква ни е и природата, но и во школа, уште од мали не учат дека заради тоа што сме ние резултат на некоја си чиста случајност, значи сме настанале од некоја хемиска чорба, како што вели еден таму, по некоја случајност, од помали врсти настанал на крајот човекот. Без никаква цел. Кога го немате Бога во цела таа слика, тогаш вие мора да си осмислите некоја своја цел, а при тоа, за да ја постигнете таа цел, ќе згазите се пред себе. Значи, тоа е поентата. Тоа е поентата на вавилонскиот систем на образование воопшто, во кој што и денеска живееме, налик на она што го видовме во времето на Данијел, во времето на Навуходоносор. Јас минатиот пат ве подсетив на момент од моето школување, каде од една страна не сакав да се надпреварувам од проста причина што веројатно на тоа имаше делување и воспитувањето од мојата мајка. Значи, она неверојатен морал ми пренесе во животот. Но од друга страна, дали ме натера некој, не се сеќавам точно, меѓутоа веројатно и таа борба, она човечкото, ајде да бидеш подобар. И ви кажав некои моменти, не се задржувам на тоа исто, меѓутоа еден момент исто е значаен, каде што пак се случуваше таа борба кај мене. Значи се наоѓам јас на општински надправа по историја. И пред мене седи токму тој Јован, кој што беше ученик на генерација, што ви го спомнав минатиот пат, заедно со мене. Океј, ја бев нешто после него. И замислите си на тој надправа по историја. Он препишуваше од мене, јас му дозволев. Јас бев таков едноставно. Се случуваше да ученици од мојот клас, кои што беа слаби пред се по англиски или по математика, колку што се сеќавам, па можеше и некои други предмети, доаѓаа кај мене на приватни часови, така ги поучував, сакав да бидат добри, да си ги подобрат единиците. И пазите сега, значи Јован препишува од мене, тоа е можеби од она воспитување што ми останало од мајка ми или од Бога, може да кажеме. А и на крајот, што се случува? Завршува времето и јас во целата таа возбуда сум заборил да ставам шифра долу, нели? Место име и презиме не треба да ставите, туку шифра, под шифра, за да биде соодветно по тоа оценувањето, реално. И во моментот кога сваќам дека не сум ставил шифра, ми текнува име на генерал, нели, од Втората светска војна, меѓутоа германски генерал, значи негативна личност. Така ми текна, ми падна на ум, го ставам неговото име. Замислите си после тоа, пошто тоа беше време на комунизам, иако неправедно, мене ми беа одземени или 20 поени заради користење на негативно име во шифрата, тоа немаше врска со тестот. Или 20 поени, или 20% од бодажата, така да јас заземам негде 7-8 место, а овој Јован, кој што препишуваше од мене, го освојува второто место. Што значи, по моја предпоставка, ја можеби ќе бев и прв. Ако не ми ги одземеа овие поени. Меѓутоа, и тоа мене ме разгневи, сакав дури да, не знам, дидам да се расправам, но на крајот оставив. Ете, тоа е тоа. Од една страна, да, му помагаш на другиот, од друга страна, сакаш да бидеш прв, сакаш да бидеш најдобар. Но Библијата вели нешто друго. Нели, налик на овие, да бидеш најсилен, да бидеш, океј, имаше и добри моменти, човекот вели, сакав да помагам, да им помагам на луѓе, меѓутоа, длабоко во себе се знае што се крие, значи, во човекот. Но што ни вели Библијата? Во Исаја 43:7. Зошто сме создадени? Со каква цел? Која е целта? Зошто човекот е создаден? Исаја 43:7. Сите кои се нарекуваат со моето име и кои ги создадов за своја слава, кои ги створив и ги направив, Господ не создал за Него да го прославиме, а не самите себе да се прославиме. Затоа реков минатиот пат и сега,
Значи, видите, се присеќам на некои моменти кои што ќе речете, па треба да ги памтиш. Не, јас сум ги заборил, тоа е веќе магла во мојот ум. Не сакам да се сеќам на тој живот. Затоа што знам дека тоа било се промашај. Тоа беше пред Христа. И сега, значи, кога еден млад човек не ја знае целта на своето постоење, тој лута и многу лесно може да залута, да заскита. А кај секој човек внатрешно постои онаа желба да се идентификува со нешто или со некого, нешто што е поголемо од него. Ако не е Бог во целата таа слика, тогаш ќе си најде нешто со што ќе се идентификува. И најлесно телевизија, и на телевизија може да, го видовте Джеймс како мало дете, Супермен. Јас се сеќам еш кога бев мал, ќе гледавме филм со Тарзан, во недела попладне обично тогаш, и излегуваме сите надвор на улица и сите, знаете, оно извик познат, па се фрламе тамо, не знам, од... Да. Значи, тоа е тоа, мора со нешто да се идентификувате, тоа е човечката природа. Видите каков принцип постои во Библијата, кој што е неверојатно точен во срж. 2 Коринќаните 3.18, познат стих. 2 послание до Коринќаните 3.18. Тоа е всушност последниот стих, значи од второ послание до Коринќаните, 3 глава, 18 стих. А ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот дух. Не е добро овој превод, она му вели како во огледало, значи овде е испуштен тој дел. Значи, она што го гледаш, во тоа се претвараш. Тоа ти станува идол, тоа ти станува пример. Затоа треба да се дружиме со Библијата, каде што ќе го гледаме и каде што можеме да го видиме Господа Исуса Христа. И видите, ако сега се навратиме во Данијел, во првата глава, со што најнапред се зафатил Навуходоносор? Значи, знаел каде да удри. Значи, во Данијел отвараме во прва глава. Читаме од 3 до 5 стих, прва глава. Царот му нареди на Асвеназа, старешината на своите придворници, да доведе од синовите Израелеви неколку момчиња од царски или од благороднички род. Кремот, избрани, значи, нека бидат без недостатоци, убави, вешти во секоја мудрост, добро поучени и бистри, достојни да стојат во царскиот дворец. Асвеназ нека ги научи на писмото и јазикот на халдејците. И не само на писмото, ти требало да влезат 3 години да бидат тренирани и воспитувани во тој вавилонски систем на воспитување. Навуходоносор од старт сакал да го избрише она што го имале тие во своите умови за својот Бог, она вистинско воспитување, и да им наметне едно лажно воспитување, каде што ќе го истисне Бога од нивниот ум и каде што ќе го сврти погледот кон нив и односно кон самиот него, кон самиот цар. Затоа му требале такви луѓе, за да му служат нему. Што вели Пословици 22.6, познат стих? Упатувај го детето по неговиот пат, па кога ќе остари, значи уште доека е мало, детето, па кога ќе остари, нема да отстапи од него. Навуходоносор го знаел тоа, не само Навуходоносор, тоа одамна луѓето го знаеле, им било познато дека мало дете, како ќе го воспиташ, како ќе го насочиш, потоа многу потешко е да го исправиш на прав пат, ако тоа е крив пат на кој што ќе го научиш. Значи, уште од старт Навуходоносор сакал да им го истисне Бога од умот, меѓутоа не успел. Гледате Данијел, секој се држи до Господа. Славата му ја придава нему. Што вели таму? Доаѓа кај Навуходоносор, чека одговор да му биде протолкуван сонот, односно прво да му биде кажан сонот кој што го сонул и потоа и протолкуван. Данијел му вели, односно Навуходоносор му се обраќа и му вели: ајде да ги видиме твоите способности, со други зборови, а тој вели: Господ кој што е на небото, тој ги
ги открива овие тајни и овие работи. Само тој. Не јас. Славата му ја придава на Господа. 1 Коринќаните 1:21 вели: зашто светот со својата мудрост не го позна Бога во Божјата мудрост. Бог благоволи да ги спаси оние кои веруваат преку безумството на проповедањето. Видите, во очите на светот, таа нивна мудрост, таа светска мудрост што ни ја продаваат е мудрост, а ова друго, ова наше овде сме се собрале, тоа е безумство. Тоа е глупост. Како може да верувате во некоја стара тамо книга, Библија? Па гледате ли 21 век што се потврдува? Во 21 век луѓето со својата мудрост потврдуваат дека вистинска искрена е она што Господ ја дал уште на почетокот, која го создал човештвото. Па зарем Господ не знае таа машинерија што треба да користи, човекот повеќе знае, нели? И требаше да поминат толку векови, столетија за да човекот осознае. Во видеото може да видите, знаете, оние сознанија дека, пошто нели, тоа се луѓе еволуционисти кои што веруваат во еволуција, оние нивни сознанија дека тие прастари луѓе, почетоците на тие древни луѓе, знаете како биле пронајдени оние изделкани онака остри камења, и според тоа си заклучиле дека они ловеле, па се хранеле со месо предоминантно. Меѓутоа во видеото се спомнува и се доаѓа до нови истражувања каде што се вели дека да, ловеле и јаделе, ама многу ретко, доминантно биле на растителна исхрана. Колку и да веруваат и во таа еволуција, некои си луѓе тамо од тие човеколики, како да кажам, први видови. Библијата е вистинската мудрост. Тука е вистинската наука. Световното образование, вавилонскиот систем е само за да ве оддалечи од Бога. Какво воспитување добил Исус? Во која школа бил? Па не одел ни во рабинската, замислите си. Чи во денешно време да е Исус, он нема да отиде ни на универзитет, односно теолошки факултет нема да посети, а камоли световна школа некоја. Затоа што знаел во што е работата. Што вели во Лука 2:52? А Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодата пред Бога и пред луѓето. Каде? Во својот дом, кај своите родители. И Господ не за џабе ги избра баш Марија и Јосиф, токму во тоа семејство да биде роден Спасителот. Тука го доби вистинското воспитување. И еден цитат од Елен Вајт од воспитување на детето, од 50 глава, вели: вистинското образование значи повеќе отколку само изучување на одредена студиска настава. Тоа е широко, во него е вклучен хармоничниот развиток на сите физички сили и умствени способности. Тоа поучува на љубов и страв кон Бога и е подготовка за верно извршување на животните должности. Првата голема поука во сето образование е да се знае и да се разбере Божјата волја. Што е Божјата волја? Тоа е прво и основно. Да прочитам на крајот само Еремија, толку имаме и време. Да отвориме во Еремија 9 глава. (23 и 24). Еремија 9, 23 и 24. Господ зборува вака: мудрите нека не се фалат со мудроста, ни јунакот нека не се фали со смелоста, ни богатиот нека не се фали со богатството. А кој сака да се фали, нека се фали со тоа што има мудрост, за да ме сознае мене, зашто јас сум Господ кој ги твори милоста, судот и правдата на земјата, зашто тоа ми е мило, зборува Господ. Џабе да се фалиме со световни титули или било што и постигања, она што на Господа му е мило е да се фалиме во осознавањето на Него, на вистината.
Како гласеше Јован 17:3? Зашто да вечен живот, што е вечен живот? Да ме познаат мене и Исуса Христа, како беше? Да, Господа да го познаат и Исуса Христа кога Господ го испрати. Тоа е вистинската мудрост, која што може да ве одведе на вистинскиот пат до спасение. Се друго е ветер и магла, не знам како го кажам, иако може би во човечки очи тоа е нешто, во Божи не е така. Така да ако може би се уште одиме на две страни, ако може би се уште овие концепти не се сватливи, мора да сватиме дека ние живееме и денес во Вавилон, среде вавилонски систем и на образование, и здравство, и не знам што се не. Да се држиме до Господа, да се држиме до вистинската мудрост, до вистинското знаење, и така ќе успееме не само во овој живот, туку и за вечен живот. Нека му е слава нему. Амин.